требаш се, да во наша земја умни деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Јас се викам Ангелески Јован, од Охрид. Во брак сум со Елизабета. Имаме 2 машки деца. Во моментов очекуваме трето и се надевам дека ќе биде керка. Јас се викам Елизабета Ангелеска, во брак сум со Јован. Имаме 2 дечиња, Крста и Лука. Крста има 8 години, Лука 3. Очекуваме бебе, се надеваме дека е керкичка. Па здрави, ќе видиме. Јас се викам Крсте Ангелески, учам во основното училиште Григор Парличев. Сега завршив трето оделение, ќе видам четврто. Имам еден брат кој се вика Лука. Чекам сестричка и смислив име, таа ќе се вика Калина. Со Елизабета се запознавме на плажа на Славија. Поодамна. Исто така долго временски период бевме другари, па бевме заедно. Со Јовче се запознавме во Охрид, овде, со моите бев на одмор. Во Охрид имавме пријатели и цело лето станот ни го дава, го користевме тука. Дојде на таа плажа Славија, каде што ние одевме, секогаш сме биле таму и можам да кажам дека таму сме израснати. Бети ми кажува, мамо ти се свиѓа оној дечко? Викам, кој е тој? Оној шарени на панталони. И јас викам, добро, запознај, не да видиме шо карактер, каков карактер, шо. Рече, ки дојде дома, вика, не се секирај за тоа. И така одморот ние го пројдовме и последна недела дојде. Покрај тоа што таа живееше во Скопје, а јас во Охрид, се потрудивме двајцата да ни успее. Така, започнавме една врска, што ја завршивме со брак. Одлуката беше заедничка, да се земеме. Не разговаравме воопшто за животот, каде ќе живееме и како ќе живееме. Одлучивме да се земеме и така и Елизабета сакаше тука во Охрид да дојде. Напушти работа, се верија, правеа веритба, свадба правевме и си ја зема тука и не можев да речам не. Љубов си е љубов. Од тоа не можеме да побегнеме никој. Најмногу си одговаравме со тоа што најмногу сакаме деца. Секако дека е тоа една врста на нејзина жртва, што таа го напушти нејзиниот до тогашен живот и дојде тука кај мене. Доста е внимателен, се посветува на семејството, околу нас се грижи, грижлив, внимателен. Ние се зедовме 2005 година, ама одлуката беше уште претходно. Но заради така некои несредни работи, мислам на куќата и на такви некои
поневажни работи во животот. Затоа одложивме и се зедовме 2005 година. Свадбата пројде и за кратко време ми се јавија дека Бети е бремена. И многу бев среќна и задоволна што ипак ќе си имаат малецко, значи љубов си е љубов. Почнавме заеднички живот за кратко време, да речам, останав бремена со првото дете. Бевме пресреќни, кога дознавме дека ќе биде машко, нормално, уште посреќни. 2005 година декември ни се роди првото дете, синчето Крсте. И така почна полека да ни се формира фамилијата. Кога се роди првото дете, го крстивме Крсте, му беше голема желба на маш ми да се вика Крсте. Со Крсте беше многу убаво, многу го галевме и затоа можда се уште се галиме вака. Кога спиеше го будевме за да го гушкаме, за да го играме, за да се милуваме со него. Крсте кога се роди, не направи многу среќни сите, како прв внук во фамилијата. Си го носи од дедо му името Крсте, не од дедо му Трајко, иначе мажот ми Трајче се вика. Он си го носи од дедо му Крсте. Името си е негово. Ево сега уште поразна да уште се милуваме, уште се гушкаме. Првото дете. Нон-стоп околу него. Тој беше многу мирно како бебе, повеќе спиеше, дури имаше моменти го будевме, го чепкавме да се разбуди, за да можеме да го гушкаме, да го галиме, да играме со него. И многу сум радосен кога ќе слезам во дворот овде кај нас се збираат од малата децата, доаѓаат со моите деца играат. Многу е живо дете, не седнува. Не седнува. Нон-стоп е во движење, сака да спортува, сака во училиште, добар е, одличен, да речам, уште немаат оценки, сега ќе видиме доправа со оценките. Меѓутоа го фалат, учителката го фали. Покажува добри резултати. Свириме и на виолина, одиме во музичкото училиште, основно што е тука. Па доаѓаат, децата доаѓаат тука со пред се затоа што моите деца сакаат друштво и јас им дозволувам малку повеќе тука да бидат бучни, да бидат... Дојди си, дојди. На тоа, може на тоа? Ама не тука да чекаш. Тоа е така си е тоа. Така си е тоа, седни си. Ги оставам да си играат со топки, со разни играчки, со велосипедите. И не ми е криво ако скашат некој свеќе или нешто, некој друго растение, би се побитни децата од све било друго, од другите работи, така. Не ми пречи, јас многу сакам деца. Јас многу сакам деца. А и децата исто така осеќаат дека ги сакам и се дружат со мене како со нивни врсники. Во училиште покажува добар математичар, се покажа на еден надпревар освои трето место. Од цело трето оделение, мислам, не само од неговото оделение, од сите трети оделенија, тој трето место освои. Тоа за мене, според мене е добар успех. Исто одиме во музичко училиште, свириме на виолина, веќе трета година ќе ни биде. Па по карактер, Крсте малце ми е пожив, потемпераментен е и многу ме слуша. Многу е послушен. Има многу другарчина, другарки се дружат, се викаат. Уште од рано, овака сега лето, уште рано са бајле. Се довикуваат за да се соберат за да играат. Иначе сака и да спортува, отише на кошарка, на пливање, сакаат да пливаат, одат на плажи, охриѓани по пливањето, по плажите. Најмногу
Се разбира, прво фудбал, пак со количина некој, па такви трки, не знам, па со да возиме со велосипедите. И пак од почеток сите работи, па. Све монополи, не лути се човече, све што има. И секогаш им правам друштво, секогаш кога можем им правам друштво, значи во игрите и Време е за бебе. после 5 години, после крсте, решивме да добиеме уште едно дете и ни се роди Лука. За него имавме доста дилеми за неговото име. За неговото име. Бидејќи јас сакав Крсте да се вика Крсте, ради татко ми. Татко ми има многу помогнато во животот и ми помага се уште. Кога останав времена со второто дете, Крста имаше 4 години. Знаеше што е тоа, меѓутоа уште не му беше јасно. Тој што ќе биде и како ќе биде, под кај ќе дојде бебето и не знам што. Ама кога веќе се роди, многу се приврза за него. А за второ дете и реков на сопругата да таа да си одлучи како ќе сака. Јас си дадов некој предлог, ама оставив на неа. Сега Лука се роди на Свети Лука. И затоа го крстивме Лука. Што му дајам името Лука. А кога остана во втори пат за Лука, самото име си го донесе Лука, се роди на денот Света Лука, така да тоа именце си оставивме. Малце ми беше недраго што не беше женско. Па како малецот беше мирен. И Крсте беше за така мирен. Само што некако Лука многу брзо ни порасна. Многу го сакаше, мене ми помагаше, обавезно памперси ми носеше, веќе имаше 5 години. Голем доволно за да разбира работи, да биде мирен, да... Па се имаше моменти, го чуваше, го пазеше. И со него доста се милувавме, се дишкавме. Крсте ни помагаше малку во тоа повеќе. Извесен временски период не може да се доближам до него. Јас до него, тој одма бато мој, чекај, а малку да го гушна, само малку, ама после дај ми го назад. А Лука е уште мал, така да му правиме кефој како он сака, по негова желба. Кога бевме сами со Крсте, беше осамен, имаше моменти кога ќе си отидеат другарчињата или гости, некој ќе ни кажеше и сега јас со кого ќе играм. Јас сега што ќе правам? Јас со кого ќе играм? И ќе моравме да седнеме со него да играме. Ден денес му остана тоа да играме заедно, тој сам не игра, обавезно му треба другар за играње. За разлика од него, Лука, како бебе исто беше мирно бебе, меѓутоа кога порасна уште си остана мирно, тој знае и да седне и да си игра, сам со игрите, со играчките, без разлика ние дали учиме или пишуваме домашно, тој на страна ќе си седи, ќе си игра со количиња, сака многу коли, камиони, авиони, не знам. Било што играчка да е, тој се радува и знае да ја игра играта. Сам ќе си седне и ќе си игра, не досега. Абе, како браќа си се дружат многу, си се караат и си се бараат после. Кога еден нема, другиот го бара нон-стоп. Сега малку поголемиот го имавме пуштено во Скопје малку кај после школската година. Па малиот го бараше во сите соби, секаде го бараше. Па по телефон, па бато ваму, па бато дојди. И така, и големиот сакам, кога стигна таму, абе знаеш штото, абе знаеш и што овие 2 дена и тај да дојдам дома. Тој знае, мислам, има таква способност да снима од страна. Додека игра, присутен е со мислите со нас. Ние додека учиме, тој учи исто со нас. Го покажува многу работи, малиот од него снима, се програмира.
Инаку се двајцата многу мили, не се тепаат, во никој случај си играат. На крстен ние му досаѓаме да го чува Лука, да го пази кога се надвор во двор. Не може да игра со другарите на улица заради Лука што не го пуштам на улица. И мора да седи со него во двор и знае да се побуни. Ај, припази си го, земи си го сега ти за да играм со другарите. Не само што му помага за облекување, се тие работи дури понекогаш и го капит. Му помага во бањање. Значи најомилена работа на двајцата им е бањањето. Меѓутоа го чува, го пази, ми помага да го, кој ќе му речам, ај земи водене, се наводени, земи смени му блузата и ќе знае да му ја смени сандалчињата, земи облечи му ги патиките и ми помага. Се облекуваат. Се потруди да им обезбедам една малку поголема када и двајцата во кадата се додека не се потроши. Па макар им лака вода да имам внатре, тие не излегуваат од када. Време е за бебе. Сакавме двајцата. Значи ние сакаме двајцата сме, како да кажам, ние кај нас викаме дечари. Децата се збираат околу нас. Двајцата сакаме деца. Јас многу сакав керка. Кога останав бремена со третово дете, многу се израдуваа. Сакав трето дете, се двоумевме мало, бидејќи сепак малку бевме повозрасни. И ево ми се исполнува желбата. Кога прв пат слушнав дека ќерка ми е бремена, бев пресречна. Зашто јас имам 3 деца и една сака под ќерките да ми има трето дете. Докторите не ми рекоа дека ќе биде женско и јас сум пресреќен. Затоа што многу сакам женско. Јас сум исто така имам брат и сестричка. Како мал, не, и сега си ги имам и сакав и моите деца да имаат исто така и сестра. Кога ги прашаме што сакаат, братче или сестриче, на момент, секој пат различно кажува. На моменти сестриче, а поголемиот демек сестричка, а помалиот бебенце. Нема уште верно и јасно што е тоа. Пак на моменти ќе каже сестричка ќе имам. Да, имам сестричка, ќе имам сестричка, меѓутоа уште не му е јасно што и како. Ме гушкаат, стомакот ми го бацуваат. Ова бебе е многу темпераментно, трето живо, мрда многу и знам да им покажам, дека видите како мрда, како се гледа бебе како мрда стомакот. И не им е јасно, се збунува, поготово малото се збунува како сега стомаков мрда што има, како има. Меѓутоа едва чекаат да дојде. Поготово крсте, вика не можам да издржам, вика ајде нека се роди веќе еднаш бебево. Кога ќе се роди, ќе се вика Калина. Како сакаш да се вика? Сакам да се вика Калина, затоа што моето име почнуваат на К и затоа решивме да ја крстиме Кали. Па немам јас лоши бременности, не сум имала. Убаво се осеќам со тоа што ова многу мрда. Ова е многу живо бебе, не знам какво ќе излезе. Како во стомакот многу ми е живо, за разлика од другиве, од првите две. Меѓутоа немам лоша бременност, добро се осеќам, подвижна. Па здравје ќе видиме како ќе биде. Понатаму кога ќе се роди. Јас бев многу радосен бидејќи ќе имам уште едно дете, затоа што децата многу ги сакам, многу сакав да имам повеќе деца, не? А ја и крсте мораме, тој помалија. Ама сега, пошто е више и тој голем, сега Калина ни е најмалата. Така, не за ќе да слушаме.
ки си ја сакаме нејзе. Време е за бебе. Добар ден, мајка, како се чувствувате? Добро. Како беше породувањето? Дали сте задоволни? Добро. Да? Убаво поминавте, нели? Да. Како се чувствувате? Болки дали имате? Не, помалку. Така. Денеска ви е денот за испис, денеска сте за дома. Значи за дома ќе продолжите ексклузивно доење, редовно одржување на хигиена во пределна генитали и дома ќе продолжите со суплементи, витамини и минерали што ги земавте во бременост. Во тек на 6 недели, во период на пуерпериум, леуство, треба да продолжите со истите лекови и на контрола. Знаете, нели, дека треба после 6 недели кај вашиот матичен гинеколог да се јавите на контрола. Дента кога сопругата доби болки за пораѓање, бевме дома, ние, јас, сопругата и децата и славевме роден ден, го славевме мојот роден ден. Калина, уште докторот која ни кажа терминот дека ни е на 20 јуни, на денот на роденденот на мојот сопруг, и се зезавме дека ќе биде тоа подарок роденденски, испадна вистина роденденски подарок, баш на денот на роденденот на мојот сопруг и се роди Калина. Децата мало се бунија зашто ја оставивме тамо, посебно малиот. Му беше чудно како вика, тато ја заборавивме мама, му велам мама, не ја заборавивме, ја оставивме и после ќе си ја земиме, викам, ќе си ја земиме, покасно и ќе си земиме и сестричката ќе си ја земиме. Тој болки, отидовме во болница, на брзина ја завршивме на брзина се роди Калина. Така, многу ми честитаа роден ден, па после ми честитаа за келхичката, па се чудеа, па чека сега и така помина добро. Радостите беа наши, меѓутоа кога внукот ми се јави Крсте, ми кажа дека имаме бабо сестричка. И јас пресречна. Една интересна работа, керкичката ми се роди со белек, со нишан, викаме ние. Има на грбот срце. Шо си толку озбилна? Боже, колку озбилна. Насмеј се, насмеј се. Ајде, не да плачеш, не да плачеш, баба не сака да плаче детето. Бебе како бебе сега, таа си е мирничка, си бара своји потреби, си има нејзини, батковците се престрекни, поготово поголемиот повеќе разбира, помалиот малку понастрана, тој сака уште да се галиме, уште не му е свесно дека треба да ме дели со уште некого. Многу ми наликуваше на Крсте кога беше мал. Крсте премногу ја сака, премногу ја гушка, доаѓа послободен, не сака да ја држи, ја бацува, ја гушка. Лука послаба, спрашува. Може мамо да ја гушнам, може мамо сега да ја бацам, а каде да ја бацам? Некако ко да после плаши, тој и општо и за себе со резерва. Значи повеќе размислува, не да, пред да скокне, обвика. Па такво е по карактер детето. Во однесувањево децата се скоро потполно исти како бебиња, мислам. Не биле многу, да речем така, напорни. Ќе го пуштам да ми пазари од мал, веќе од 6 години ми пазарува. Тогаш со Лука бебе, тој пазаруваше, сега веќе е голем. Знае да каже, сега не може мај покасно, меѓутоа исполнува. Јас додека ја спремам Калина, ќе му кажам Крсте, облечи го Лука, облечи му ја блузата или например се наводен, или смени му ја. И знае на моменти да каже сега морам ли све јас, ама послушува. Послушува, знае да послушен.
Поголемиот повеќе е повозрасен, повеќе разбира и малиот сака да игра со дете и се уште не разбира дека таа не може сега да игра. Па и нуди некакви количиња, повеќе земи кова. Обично си е мирничка, ама си има така плачливост за да ја држи, за јадење, дава знаци. Кога е помочена исто така знаци си дава за да ја онадиме. Доста е итричко и весело. Знае да каже кога и се јаде и кога е какана. Не сака во нечист памперс да седи ни 5 секунди. Кога ги заврши работа, одма мора да го менуваме памперсот, знае тогаш да плаче и да искажува нервоза. Повеќе сум со децата, со синовите, за супругата да нема многу обврски према нив, да се намалат обврските, мада што, например, сепак таја го носи товарот на семејството и на децата. Јас се трудам да помогнам колку можам. Па сега за сега уште не сум свесна. Мажот ми е тука со поголемиве деца, ги шета на плажа, ваму таму јас сум претежно сама со помалото, со најмалото. Ќе видиме потешкотијата. Мислам дека понатака кога ќе почнеме во школа, сега сме на распуст, кога ќе почнеме во школа, веќе ќе имаме повеќе обврски. Да, желбата ми се исполни и то за роден ден. За мојот роден ден ми се исполни желбата. Се добив керкичка. И така, ќе треба доста да се одолжувам кај жена ми. Внуците малце реагираат, зашто им обрнува внимание поише на Калина. А они трчаат по мене и викат: бабо, и нас да не гушнеш. И јас нормално, како баба, и гушкам, а баш кога тоа и кога гледам, осеќам дека љубоморство има и ги одам у Тинекс да им купам нешто за да им кажам дека стварно и ним ги сакам. Не е само Калина, него и они исто. Радост се. Во секој случај куќата е полна. Во секој момент има некој што те насмејува. Не ти е монотоно, секој ден е различно. Секој си има свој барања, своји потреби, своји желби. Животот ми е поубав, децата ми се, куќата ми е повесела, децата ми се повесели, порадосни, имаме нов член на фамилијата. Сме повеќе, давам јас баш се, да во наша земја умни деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи.